Министерството за финансии пред 2 дена на чело со Тевдовски ги задолжија граѓаните со нови 15 милиони евра. Еден месец откако се на власт, СДС и Тевдовски ги задолжија граѓаните со над 30 милиони евра. Според пресметките на СДС, од пред изборите кои ги користеа во нивните изјави, новата реформска влада ги задолжи граѓаните на Република Македонија со 33 милиони 252 илјади евра. Владата на Заев, ако продолжи така секој месец за една година, ќе ги задолжи граѓаните со околу 400 милиони евра. За 4 години мандат на СДСМ тоа ќе значи задолжување на граѓаните со милиарда и 600 милиони евра. Ова ќе значи крах на државата. СДС изминатите години им се закануваше на банките дека нема да бидат признаени државните харти од вредност што ги купуваат од Министерството за финансии. Денеска Тевдовски и СДС на истите тие банки им ги нудаат државните харти од вредност. Но онаа што е важно е дека СДС говореше пред изборите дека веднаш штом дојде на власт ќе го забре задолжувањето на земјата, а не дека ќе го продолжи планот за задолжување на претходната влада, како што сега се обидува да се оправда Тевдовски. Зошто пред изборите Тевдовски и СДС не им соопштеа на граѓаните дека планираат да го продолжат планот за задолжување на претходната власт? Дали тоа уште еднаш потврдува дека монетарната и економската политика на ВМРО-ДПМН била цврста и стабилна, а СДС со своите изјави ги манипулираше граѓаните? На манипулациите на СДС им нема крај. Тоа е одраз на нивното работење и владење со неискрен и манипулативен однос кон граѓаните.